Целта на овој состанок е да укажеме на незадоволството од клубовите од втората лига. Во моментов се консултираме со другите клубови дали ќе се придржат и имаме информација дека и другите клубови од втората лига ќе се приклучат. Поради незадоволството на начинот од судењето на надпреварите, на индолентноста од Фудбалската федерација према клубовите од втората лига. Едноставно клубовите како да не постојат во втората лига. Клубовите сме незадоволни како од есенскиот дел, а сето комунираше во двете кола во овој пролетен дел. И ние сите тука ќе се осврнеме секој на својот клуб да каже какви штети му се направени. Јас се веќе почнам од победата, ќе почнам посебно значи есенскиот дел нема да го споменувам, иако сите клубови сме незадоволни, меѓутоа ќе кажеме за пролетниот дел. Прво победа е оштетена на двата надпревари. Прво надпреварот со Крушево, каде што се покажа тотално непознавање на прописите од страната и на судиската четворка и на сите во случаи во Фудбалската федерација, бидејќи правилата се јасни кога пристигнете на стадион, доколку нема услови за игра се закажува стадион направен за рок од 24 сати, а не да се држи екипата 3,5 сати и играчите на снег, кои што потоа почнаа во Перница да играат надпревар во 4 без 20, кога сите други завршија, ние одигруваме надпревар, нашите играчи беа 4 сати на терен и прегладнати и премрзнати, игравме утакмица, тоа сите знаете што значи. Второто кулминација беше на надпревар пред 2 дена за надпреварот со Брегалница, кога не да бевме драстично оштетени, туку едноставно тоа беше порасно од судијата према победа. И точно на тоа сакаме да се осврнеме, случајно или не се случуваат и други неправди поврзани со резултатите на овој надпревар, бидејќи директно се влија и на пласманот на табелата, така да и колегите ќе се осврнат на друг надпревар, кој што влија и на пласманот на табелата, исто е со неправди и со чудни одлуки се донесени исходите на надпреварите. Така да, ние сме оштетени премногу овие два надпревари, за овој постојан спомна, имаме го објавено со снимки, еден недосуден пенал за победа, еден досуден пенал за Брегалница кој што воопшто не постои и вториот гол кој што играчот игра со рака на гостинската екипа, меѓутоа судијата кога сите играчи се бунат, тоа едноставно чудно се обрече кај играчите, не досудува ништо и наеднаш ги остава гостинската екипа да излезат 6-1 и да направат и втор гол и со тоа да го заврши надпреварот. Тоа во кратки црти е незадоволството, ние клубовите ќе бараме хитен состанок од федерација кој што досега не ни удостои, се сеќавате во есенскиот дел имавме барање да видиме еднакви, иако повеќе помош треба да се дава на аматерските клубови, за жал не се даде, едноставно се помогне на прволигашите со футизацијата. Нашето барање не само што беше игнорирано и одбиено, едноставно не удостоија на еден состанок да разговараме, да се најде решение. И сега повторно ќе побараме еден состанок, после се тоа на кој што ќе побараме да се разгледа она што е спротивно на правилникот на не само на Фудбалска федерација, туку и на УЕФА и на ФИФА, да еден спонзор не може да биде собственик на два клубови, па уште да е трагедијата поголема кај нас, тоа е во иста лига. Значи, спонзорот на KidGo, ние сите знаеме дека е собственик на 51% на акциите во Брегалница и сега само можеме да претпоставуваме што се случува со првенството и што ни се случува овие два надпревари. Значи, точките по кои што би бараме биле со Фудбалска федерација се тие, да бараме не само дискусии, него и одговорност на конкретни луѓе кои што делегираат суди, кои што се задолжени за таа работа, луѓето кои што го водат првенството и дозволи на ваков начин да тече првенството и ред други точки на кои што сакаме да се осврнеме, доколку не удостои федерација и доколку постоиме ние заради Фудбалска федерација, доколку е обратно, доколку Фудбалска федерација постои заради нас, ние сме тие кои што треба да ги молиме, тогаш нема потреба ние да се останат за ништо нека тера до што ќе се тера и како што секој тони фудбал ќе видиме доколку ќе потреба. Сакам јас да одозам до мојот колега Виле. Ова што се случува во фудбалот во втората лига Исток, за мене е срам за фудбалот, срам за спортот во Македонија. Луѓето кои што ја водат федерацијата, кои што ја водат судискиот одбор, се за мене неодговорни и донесуваат некои чудесни одлуки. Сакам да се наврзам на преводот. Мада во есенскиот дел имавме проблеми, ги изјаснивме нашите проблеми, но ние не бевме устоени да ни излезе федерацијата да ни одговори нашите прашања. Но сега во овие две пролетни кола гледаме дека тоа нема ништо променето и дека виќе
излегуваат од контрола сите работи. Во Пехчево одигравме еден напревар каде што засудени беше Пратен Младенов, кој што беше 2 години казнен, суспендиран поради местелни такмици, и тој вчера беше пратен да си ја заврши својата задача како што му е наложено. И тоа го направи во професионално ниво. Гледаме дека лицето што го извадивме од преварот, помошниот судија дига офсайд, главниот судија не го приметува, свири гол. Го вика помошниот судија, знамето уште го држи горе, му вика тројци се во офсайд, а тој покажува на центарот и вика тоа е гол. И нема што повеќе да објаснувам натаму. Сакам одговорност од комесарот на судиите, сакам негова оставка и да го остави фудбалот во прави раце во човек кој што знае да работи со спортот и кој што ќе го направи спортот да биде спорт за играње и кој е најдобар да влезе. Со ова се надоврзувам и во пример за Брегалница. Значи сите овие работи се случуваат само за еден клуб да исплива на површината, тоа е Брегалница. И сакам да ми одговори Фудбалската федерација на чело со председателот како е можно еден газда да има 2 клуба во една иста лига. Тоа е недозволиво. Може да се осврнеме на Грција, каде што ПАОК прошлата недела го изгуби првенство, каде што беше казнет со Ксанти, кој што е газата на 2 клуба и го губи првенство. Значи може да се донесе одлука како што треба да се донесе. И барам драстично да бидат казнати овие 2 клуба во рамките на законот. Додека не ни се одговори на овие прашања, додека не се постават работи како што треба, ние ако треба и ќе излеземе од лигата и нема да се такмичиме натаму. Ставот го имаме и по задолни став стои. На сите утакмици во втора коло имаше превид на судиите каде што се оштетени многу клубови, како Печковица, како Согово, како Победа, како Тиквиш. Па имаме и во прва лига каде што Академија Пандер се буни, каде што Македонија Џорџи Петров не е задоволен. И затоа сакам подитно да се преземат мерки, да ни се одговори, да не повикат на состанок, да видиме каде е проблемот и што е проблем. Не може унапред да се знаат резултатите на надпреварите. Не може унапред да се знае кој ќе влезе, кој ќе излезе. Ја молам Федерацијата, управниот одбор, председателот да преземат мерки и да го донесат тоа што треба да се донесе. Јас сум представник во својство на управниот одбор на ФК Печковица, во име на председателот Бранчо Коцев и директорот Дарко Милетиевич, кои што нивни став е дека подржуваат оваа иницијатива за подобрување на условите во фудбалот во Македонија. Дека Фудбалската федерација е труло долги години во сите сфери во фудбалот е факт. Но со последните неколку случувања каде што драстично се оштетени екипи кои што се борат и за прволигашки статус и екипи кои што се борат за второлигашки статус, чашата е прелиена, екипите кои што се оштетени застанаа за оваа иницијатива и бараат одговори на сите нивоа. Реков дека во Федерацијата долги години е труло. Знаете и сами дека таму цвета криминалот, кој што сега го испитуваат и овие по финансовите полиции, но најтрудно изгледа во судијската организација, каде што се делегираат судии со нарачани, унапред нарачани делегирање, каде што победникот рекол дека се знае унапред во сите сфери. И така да им се одзима правото и на екипите кои што се борат за повисок ранг и екипите кои што се борат за опстанок и се одзимна равноправното право за да можат да учествуваат во тие надпревари. Се фаворизираат екипи кои што се блиски до тие луѓе кои што ја водат федерацијата и така да ФК Печковица Радовиш исто е застаната за оваа иницијатива од 5 клубови, која што се надевам дека ќе земе масовност во понатамошното обстојување на фудбалот во Македонија и пред се подобрување на условите за игра во сите нивоа на Македонија. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.